За власта развоен, за опозицијата недомаќински. ВМРО, ДПМН и СДСМ со спротивставени гледишта за предлог буџетот за наредната година. Едните се уверени дека државата ќе биде ставена на брза лента за развој, а другите гледаат нереални проекции креирани за предизборни цели. Расправата стигна до меѓусебно обвинување за манипулации, конкретно околу ЕСМ. Дупло сте ја качиле цената на производство во ЕСМ во ваше време. И вие имате дупла одговорност. Треба тоа да го спречите како ви за зватешни работи и треба дека да се побуните заради тоа што пола од капиталните инвестиции кои што ги прикажувавте во буџетот одеа како суви пари во ЕСМ. Собиравте од народот средства и ги дававте во ЕСМ за да имате дупло поскапо производство на струја и да ги крадете тие пари. И тоа ќе се докаже, господин Спасовски. Ама требало вие да го докажете. Зборувате за ЕСМ, веројатно зборувате за Марковски, кој што и тогаш, ама и денеска, само со некој сменет газда, ги има истите работи во ЕСМ како што ги има. И очекувам дека можно е и Крмзов за кратко време да го видиме во преградките ваши, па да видиме како ќе се однесувате понатаму. А во однос на тоа што и како се правело и зошто се правело, апсолутно целосна манипулација и лага како што е и буџетот. СДСМ подсетува дека голем број од проектите се веќе почнати од претходната влада, се работи за зафати кои не се реализираат во еден мандат и го поздравуваат продолжувањето на реализацијата. Јас сум среќен што се продолжуваат проектите и дај Боже да бидат со многу побрза динамика. И тука треба да кажеме, градско Дреново, Дреново Фариш, 90% реализација се остави. Крива Паланка Ранковци, исто така 90% реализација се остави. Во однос на Бектеленка, подготвителни работи, почеток експроприации, предизборна година и така натаму, сега останува многу поотворен фронт за поголема реализација. Дај Боже да се зголеми максимално реализацијата, тоа е интерес на граѓаните. Претениците од мнозинството се оптимисти дека се што е предвидено за 25-та ќе се реализира. Очекуваат дека економскиот раст може да биде и поголем од предвидените 3,7%. Странските директни инвестиции кои што се договорени, тоа се 8 на број, досега ќе почнат со изведба на нивните капацитети во првите 3 месеци од наредната година. Овој месец ќе потпишеме договори со уште 2, во декември со уште 2, и што значи дека за 6 месеци 12 странски директни инвестиции ќе почнат со градење на своите капацитети. Така да јас еве отворено кажам, наместо 3,7 не би не изненадило да отидеме со растоти над 4%. Во Собраниската комисија за финансирање и буџет, расправата за буџетот трае веќе 3 дена. Се проектираат приходи од 5,8 милиарди евра и расходи од 6,5 милиарди. Владата најавува консолидација и економски раст, а опозицијата поднесе над 250 амандмани.